Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Советот на општина Кочани ја одржа последната седница за оваа година, на која меѓу другото се разгледуваше предлог буџетот за 2018 година и предлогот за негово извршување. Со 18 гласа за и 1 воздржан, советниците изгласаа идната година локалната самоуправа да располага со над 8.300.000 евра. Сумата пари што ќе ја има на располагање локалната самоуправа на Кочани во 2018 година нема големи отстапувања од она што го имаше во годината што изминува. Предлог буџетот на општина Кочани доби зелено светло од мнозинството членови на Советот на седницата што се одржа во туристичко-информативниот центар на Пониква. Кај приходите има мало озголемување од околу 2 милиони денари, но многу поважно е што е направена поинаква структура во распределбата на парите, со намера да се постигне поголем ефект, односно колку што е можно повеќе да се обезбеди развој на општината во наредните 12 месеци. Над 513 милиони денари се очекуваат да влезат на приходната страна на буџетската сметка по разни основи, а од стручната служба во општината беше нагласено дека се очекува пораст во скоро сите сегменти. Во даночни приходи имаме зголемување, планирано зголемување во и уредување на градежно земјиште. Од капиталните приходи очекуваме зголемување во продажбата на градежно земјиште, во трансфери и донации. Постојат со одлука на влада преку Министерство на финансии се доделени износ од 3 милиони денари за декада на ромите, тоа е за изградба на улица Стамен Манов и 2 подпорни ѕида. Во однос на 2017 постои изголемување и во данокот на додадена вредност и очекуваме капитални трансфери од други нивоа на власт од 10 милиони денари. Основниот буџет на општина Кочани е со износ од 205 милиони и 800 илјади денари и во споредба со последниот ребаланс во 2017 има зголемување од 13%. Во делот на дотации е направено зголемување за основното образование во износ од 6 милиони и 200 илјади денари, а кај средното од 7,5 милиони денари повеќе во однос на годината што изминува. Освен овие пари, Рашков рече дека има дополнително зголемување на блок дотациите во образованието. Вчера добивме допис од Министерство за финансии дека ќе има зголемување во однос на дотациите и тоа во основно образование околу 1 милион денари, во средно образование исто 1 милион денари. 1,5 милион денари. Овој износ, бидејќи материјалите беа доставени веќе до Совет на разгледување, овој износ со првиот ребаланс ќе бидат вметнати во вкупната дотација. Советниците дадоа поддршка на зголемувањето на средствата што ќе ги добијат образовните установи во општината, но побараа сите пари да не се трошат само за враќање на старите долгови. Сега многу повеќе пари влегуваат во образованието, а учениците, просветарите, никој нема да почувствува бенефит, бидејќи тие пари одат за покривање на претходните долгови. Значи треба да се вратат претходните долгови, меѓутоа не сите пари што доаѓаат екстра да ги потрошиме за враќање на вересиите, туку дел од тие пари нека одат и за унапредување на условите за образованието. Немаме основни потрошни материјали таму. Хигиенските услови се слаби. Немат наставниците си плаќат за фотокопирање на тестирање и слично. Тука сакам да го потенцирам и моментот на трошење на средствата, бидејќи за овие 2-3 месеци и граѓаните и ние можевме да дојдеме до информација дека голем дел од средствата кои што биле предвидени за едни или за други намени биле нерационално трошени и со тоа е направена штета на граѓаните или е направена штета во делот на инфраструктурата, во делот на развојот, во делот на образованието и така натаму. Значи очекуваме дека секој еден денар кој што ќе биде потрошен од страна на општината, дека ќе има оправдување и очекувам дека за било која потрошена пара ќе има отчет и транспарентност и нема да биде затскривана зад фосковите дека тоа е доверливо и дека ќе биде затскривано зад фосковите дека не може да биде достапно до граѓаните. Јас ќе бидам воздржан по гласање за оваа одлука, бидејќи финансиите кои што ќе се одвојат за спорт и за култура, каде што во најголем дел се тангирани младите, сметам дека не ги задоволуваат потребите. Се надевам во текот на годината дека
извршувањето на буџетот ќе биде повеќе од како што е планирано и дека ќе има повеќе средства за тие две ставки, за ставки кои што напоменав може да се добијат поголеми средства од Министерството за култура и од некои странски фондации. На крајот од расправата за предлог буџетот за 2018 година, заеднички беше ставот дека и покрај скромните зголемувања во приходите, сепак планскиот документ може да се оцени како развоен за општината. Со 18 гласа за и 1 воздржан, буџетот беше усвоен. Советот на општина Кочани го избра Горан Јакимовски за нов командир на полициската станица Кочани. За таквото решение ќе биде информирано Министерството за внатрешни работи, пошто тој и официјално ќе ја преземе функцијата. Горан Јакимовски, полициски службеник со 25 годишно искуство во службата, е избран за нов командир на полициската станица во Кочани. Едногласна одлука за тоа донесе Советот на општината, прифаќајќи го претходно усвоениот предлог од Комисијата за мандатни прашања. Изборот на новиот командир на Кочанската полициска станица беше прва точка на дневниот ред на петата седница, на која без многу дискусии од тројцата кандидати што ги предложи Министерството за внатрешни работи, Советот го избра Јакимовски. Тој е роден во Кочани и дипломирал на Факултетот за безбедност, а по вработувањето во полицијата извршувал различни работни задачи. Доаѓа на местото на досегашниот командир Горан Велковски, кој останува да ги врши работните задачи во Кочанската полициска станица. Освен Јакимовски, како кандидати од страна на Министерството, беа предложени и неговите повеќегодишни колеги Драган Чоданевски и Момчило Хаджипаунов. По работниот дел на седницата на Советот пред новогодишно обраќање пред советниците имаше градоначалникот Николчо Илиев. При тоа тој ги наброи реализираните активности во текот на краткиот период додека ја извршува функцијата, како и плановите за наредната година. Двата месеци од преземањето на функцијата не се доволни за да се покажат големи промени во работењето на локалната самоуправа на Кочани, особено што веднаш по промената на власта новото раководство се соочи со крупни финансиски проблеми, со натрупани огромни долгови во образованието што бараат брзо решавање. Затоа неопходен беше ребаланс на буџетот за годината што измина, за да може колку толку неповолната состојба да се надмине, а долговите да отпочнат да се враќаат. Ова меѓу другото го рече градоначалникот Николчо Илиев на предновогодишното обраќање пред Советот и граѓаните на општина Кочани по завршувањето на последната седница за 2017-та. Со многу напор постигнавме договор со економскиот оператор за превоз на ученици и успеавме краткорочно да подмириме дел од долгот и да одблокираме едно училиште. Договоривме и динамика за натамошно исплаќање на долговите. Тешкотиите во работењето доаѓаат и од долговите од кредитите, неисплатените позајмици од централниот буџет. Сепак, со домакинско работење, убеден сум дека работите можат да појдат на подобро. Илиев рече дека решавањето на сообраќајниот хаос во градот бил еден од приоритетите за него како нов градоначалник, поради што се зафатил со изнаоѓање подолгорочно решение, а најави дека од четврток повторно ќе профункционира кружниот тек. Постапката за измена на режимот ја работиме со стручни луѓе од МВР, полициска станица Кочани и со надлежните за безбедност во сообраќајот. Најновата вест по ова прашање е што добивме согласност од СВР Кочани, односно СВР Штип, за измена на режимот на улиците Теодосије Паунов и Кејн на Револуцијата. Со тоа, на потекот од мостот кај шопинг центарот до кружниот тек, сообраќајот ќе се одвива двонасочно, а кружниот тек целосно ќе профункционира во вистинска смисла од утре 28.12. Од капиталните проекти во општината градоначалникот го потенцираше продолжувањето на изградбата на пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци, но и конечното создавање услови за изградба на браната Речани. Исто така тој го спомена и решавањето на проблемот на улиците во градот и во населбата Оризари, како и подобрувањето на условите на стадионот Никола Мантов. Во делот на меѓународната соработка рече дека е обезбедена финансиска и друг вид помош од збратимените и други општини од странство за полесен пристап до европските фондови. На овој начин обезбедивме донација за проект за детска градинка и одговоривме на повикот од владата за поддршка во изградба на вакви установи во локалните средини. Ке настојуваме овој пример за донации да го практикуваме и понатаму, со што ќе придонесеме за кратење на трошоците и забрзување на процедурите. Од друга страна, наша цел е да ги поттикнеме економските оператори кои преку јавни набавки користат средства од буџетот на општината, да промовираат општествена одговорност.
Немам навика да зборувам за резултати што не зависат целосно од нас, но се надевам на видливи резултати и на овој план. Илиев рече дека ќе продолжи соработката со граѓанскиот сектор, посебно во давањето предлози за прашања со чие решавање ќе се подобри живењето на сите граѓани во општината. Моите ставови и принципи во работењето се познати. Предпочитам квалитет, професионалност, стручност и човечност. Доста су популизам, ситни задоволства и градење среќа на туѓа несреќа. Вистинските резултати и подобрувањето на квалитетот на живењето ќе дојдат со реализација на убави проекти од кои придобивки ќе имат што поголема целна група на граѓани во општината и пошироко. На крајот од обраќањето пред советниците, градоначалникот Илиев спомена дека ќе работи транспарентно и одговорно, а одговорност ќе бари и од сите своји соработници во локалната самоуправа и институциите што се под нејзина надлежност. На крајот упати честитки до граѓаните со надеж за поголеми успеси во новата 2018 година. На крајот од овие вести ќе можете во целост да го проследите пред новогодишното обраќање на градоначалникот Николчо Илиев. Работилница за окрупнување или консолидација на земјоделско земјиште со цел земјоделците да бидат запознаени со условите и постапката на окрупнување на земјиштето ќе се одржи в четврток во селата Спанчево и Соколарци. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Кучани ги повикуваат земјоделците да присуствуваат на работилниците кои што се организирани за нив. Во фазата на влегување на имплементација на новите консолидациони подрачја во селата Спанчево и Соколарци ќе се одржи работилница со цел да се информираат земјоделците за предстојните активности во врска со консолидацијата на земјоделското земјиште. Најголемиот предизвик е да се идентификуваат новите подрачја каде што има желба и потенцијал за консолидација или окрупнување на земјиште. Од подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство Кочани ги повикуваат земјоделците да присуствуваат на работилницата. Во четврток или утре со почеток во 10 часот во Соколарци и во 12 часот во Спанчево во соработка со Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, секторот за консолидација на земјоделско земјиште и размена и идентификација на земјишни парцели ќе се одржи четвртата работилница во врска со укрупнувањето на земјоделското земјиште, еден голем и многу значаен важен проект за земјоделците. Ја користиме оваа прилика да ги поканеме сите заинтересирани за да ги слушнат ставовите на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, како би могли истите да се вклучат во оваа активност или во овие работилници, се со цел како би можеле за некое догледно време, тоа е проект кој ќе трае повеќе години, како би можеле да ги укрупниме земјоделските парцели и да имаме поефикасно и поекономично земјоделско производство. До сега одржавме 2-3 работилници, пополнивме изјави за интерес од 4 населени места, значи утре ќе биде работилницата во Соколарци и во село Спанчево, а за наредната година или некаде околу 15 до 17 јануари се планира во другите две села во Чифлик и во Чишиново. Тие села искочија така повисоко на агендата, бидејќи овде се работи за земјоделско земјиште кое е посејано со една култура и скоро горе-доле со ист квалитет на земјоделско земјиште и сметаме дека таму би можеле да имаме поголеми успеси за почеток. Земјоделците со скептицизам гледаат околу постапката на окрупнување, вели Миладинов. Помалку се скептички, бидејќи поучени од минатото го примат целото ова со малку скепса, бидејќи сето ова што се работи во овој проект се работи на доброволна основа. Значи ништо не е и изјавите, попълнувањето на изјавите на интерес, ништо не е обврзувачко, значи тие изјави морат да се пројават за да видиме доколку се пројави интерес и проектот ќе се движи понатаму. Значи не е ништо страшно да кажеме, значи секој нека дојде, ќе добијат информации и затоа ги охрабруваме малку, значи да пристапат и Некакви посебни услови што треба да ги исполнат земјоделците за консолидација на земјиштето нема, туку постојат општи услови, а тоа се подрачјата кои што ќе пројават интерес да имаат активно земјоделско производство и она што е најважно, сопствениците на земјиште да се заинтересирани да влезат во постапката.
Таму каде што се спроведува постапката на окрупнување на земјоделско земјиште, земјоделците добиваат окрупнети површини и се зголемува ефикасноста на производството, ги поевтинуваат своите производи и стануваат поконкурентни како на домашниот, така и на европскиот пазар. Успешно заокружен проектот помеѓу МАК Прогрес и Црвениот крст во партнерство со центрите за социјална работа и дневните центри од Виница, Штип, Куманово и Струмица. Целта е подобрување на социјализацијата на децата и младите со посебни потреби. Успешно заокружен 6-месечниот проект за интеграција на лицата со попреченост на компанијата МАК Прогрес како главен спонзор во соработка со дневните центри од Виница, Штип, Куманово и Струмица и општинските организации на Црвениот крст. Целта е подобрување на квалитетот на живот на лицата со посебни потреби. Во изминатиот период имавме низ активности кои што го оставија траен белег. Во овие 6 месеци активности во вид на летен одмор, понатаму спортски активности, креативни активности, активности од културен карактер кои што беа проследени со многу патување, многу дружења, развој на многу емоции, нови пријателства, нови другарства и се надевам дека и наредната година ќе продолжиме со истото темпо, со тоа што ќе предвидиме еден голем заеднички проект кој што ќе се одвива наредната година и мислам дека може да вклучиме повеќе дневни центри и тие да бидат дел од овој проект и да го видат и ги добијат бенефитите од она што МАК Прогрес оваа година го понуди за нас. Во сите активности како дел од проектот беа инволвирани околу 50 деца со посебни потреби од дневните центри од Виница, Штип, Куманово и Струмица, а вкупно околу 200 луѓе беа вклучени во проектот. Финансиската подршка од бизнис секторот при вакви проекти е добре дојдена. Знаеме дека дневните центри се под капата на Министерство, меѓутоа тие не возможуваат доволно дидактички средства, режиски трошоци, меѓутоа она што сакаме дополнително да го направиме, сите тие патувања, летни, зимни одмори, дел од децата се вклучени преку проектите на Министерството, меѓутоа финансиската подршка која што доаѓа од бизнис сектори, од компаниите е добре дојдена и без нивна помош тешко да верувам дека ќе можеме да реализираме вакви поголеми проекти. Не, МАК Прогрес е прва компанија која што на еден малку поорганизиран начин и подолготраен процес кој што траеше 6 месеци, бидејќи вклучи Црвениот крст на Република Македонија преку нивните општински организации и 6 месеци континуирано финансираше еден поголем проект. Подобрувањето на социјализацијата на децата и младите со посебни потреби е една од основните цели на проектот помеѓу МАК Прогрес и Црвениот крст во партнерство со центрите за социјална работа и дневните центри. Обштествено одговорното работење на МАК Прогрес, кое се практикува како неделив дел од бизнис постоењето на компанијата, со овој и со многу други проекти придонесува за развој и благосостојба на луѓето во заедницата. МАК Прогрес не останува само давател на донација, туку и траен партнер на Црвениот крст во подобрување на социјализација на деца и млади со посебни потреби. Нам ни е особено драго за успешна реализација на овие активности во изминатиот 6-месечен период, кои што допринесоа за позитивни општествени промени. Покрај тоа, заедничка цел е подигнување на свеста кај јавноста за подршка на лицата со посебни потреби, за јакнување на капацитетите на Црвениот крст и владините партнери за спроведување на заеднички иницијативи за подршка на децата и младите со посебни потреби. Во проектот беа вклучени дневните центри од Виница, Штип, Куманово и Струмица. Беа имплементирани активности како креативни работилници, хуманитарни продажни изложби, организирање на рекреативни активности, едукации за децата, родителите и згрижувачите на децата, психолошка подршка за деца и родители и многу други активности кои ги иницираат тимовите на локално ниво. По повод новогодишните и божикните празници, компанијата Екопак Хит од Кучани им додели пакетчиња на учениците со посебни потреби од основното училиште Малина Попиванова. Во знак на благодарност, пак децата со посебни потреби за нив изработија честитки. Во знак на хуманоста и добрата волја, а во пресрет на новогодишните и божикните празници, традиционално по 6-ти пат представници од компанијата Екопак Хит од Кочани ги посетија дечињата со посебни образовни потреби во основното училиште Малина Попиванова и им подарија новогодишни пакетчиња. Како благодарност за акцијата, дечињата им ја честитаа новата година на вработените на Екопак Хит со рачно изработена честитка. Оваа акција на компанијата за рециклирање на отпад и отпад од пакување Екопак Хит од Кочани е традиционална и веќе 6-та година представници од компанијата ги изненадуваат децата со посебни потреби од ова училиште.
Компанијата Екопак Хитот Кочани со ова ги завршува предвидените активности за 2017. Во новата година продолжуваат со позасилено темпо во однос на остварување на започнатите и реализирање на нови проекти. Гладни, боси и необлечени, без елементарни услови за живот. Во мизерни услови живее 5-членото семејство Реджепови од Кочани, кои мака мачат да го поминат секој нов ден. Ги молат хуманите луѓе и новата локална власт за помош. Без елементарни услови за живот, во импровизирана барака во која живеат повеќе семејства, во ромското мало во Кочани живее 5-членото семејство Реджепови. Децата се гладни, боси и необлечени. Таткото е невработен, а мајката одамна ги напуштила децата и сега живеат само од социјалната помош што ја земаат. Бараат помош од хуманите граѓани. Ние сме 5 души дома, жена оставено и сакам од вас нешто да ми помогнете. Во живеете? У бараката. Тоа сиротинско, знаете како е, како не е. И сакам од вас помош да ми да за децата научат. Дома се. Децата нема кој да гледат, малите са деца. И затоа. Реджепов вели дека соседите помагаат колку што можат, но тој бара помош сега и од новата локална власт, а ги моли сите хумани граѓани и надлежните во општината, ако можат да му помогнат финансиски, секоја помош и средства се добредојдени. Следува информацијата од спортот. Се одиграа надпреварите од првото коло за Купот на Македонија во футсал. Во Кочани имаше градско дерби меѓу двата представника во втората лига, при што победи Унипап и ќе го продолжи настапот во четвртфиналето. Екипата на Унипап е победник на градското дерби со Торпедо што се одигра во рамки на првото коло од Купот на Македонија во футсал. Поискусната екипа која настапува во втората лига не дозволи изненадување и го совлада противникот со 5:3, иако во текот на целиот надпревар имаше неизвестност околу конечниот резултат. Шансите за гол се редеа уште од самиот почеток, а првата посериозна прилика ја искористија фудбалерите на Унипап, кои уште во втората минута дојдоа во водство. Сепак, на изедначување не се чекаше многу, со оглед што 4 минути подоцна резултатот беше 1:1. До крајот на првиот дел, Унипап искористи уште една шанса и дојде во водство од 1 гол разлика, со што се отиде и на пауза. Во вториот дел и двете екипи покажаа уште подобра игра, а епилогот од тоа беа неколку убави погодоци. Најпрвин Унипап дојде до високо водство од 4:1 со головите што беа постигнати во 35-та и 38-та минута, но противничката екипа на Торпедо не се откажуваше од можноста да направи изненадување. Тоа и им успеа токму кога присутната публика помисли дека надпреварот е решен. Со погодоците во 39-та и 40-та минута, Торпедо се врати во игра и ја направи завршницата на надпреварот уште поинтересна и повозбудлива. Обидите да го изедначат резултатот ги правеа дури и со 5 играчи во поле, но токму тоа беше и нивниот слаб момент, па наместо да постигнат, тие примија гол и му дозволија на Унипап да триумфира со 5:3 и да го продолжи настапот во четвртфиналето за Купот на Македонија. Овој надпревар меѓу двете кочански футсал екипи имаше и хуманитарен карактер, односно парите што се собраа од продажбата на влезниците ќе им бидат поделени на двајцата наши сограѓани, Андреј Стојанов и Методи Митев, на кои им се неопходни за лекување. И како што најавивме пред крајот на овие вести, следува предновогодишното обраќање на градоначалникот Илиев. Да го проследиме. Почитувам председателя на Советот на општина Кочани, почитувани членови на Советот, почитувани представници на општинската администрација и на медиумите. Цените граѓани, 2 месеца по доаѓањето на првата позиција во општината, обврска, но и задоволство ми е да се обратам на Советот, а едновремено и на јавноста информирајќи ја за работењето во овој краток период. Сосема нормално е констатирањето на новата локална власт да донесе промени во начинот на поставувањето на работите што се однесуваат до јавниот интерес и од локално значење. Првиот потек што мораше да се направи е ребалансот на буџетот. Поради фактите што произлегува од финансиската анализа на буџетот што го затекнавме на крајот од октомври.
За жал, се соочивме со огромни долгови на училиштата и несредени состојби во образованието. Со многу напор постигнавме договор со економскиот оператор за превоз на ученици и успеавме краткорочно да подмириме дел од долгот и да одблокираме едно училиште. Договоривме и динамика за натамошно исплаќање на долговите. Тешкотиите во работењето доаѓаат и од долговите од кредитите, неисплатените позајмици од централниот буџет. Сепак, со домакинско работење, убеден сум дека работите можат да појдат на подобро. Решавањето на сообраќајниот метеж во централното градско подрачје е уште едно од прашањата што граѓаните со нетрпение го очекуваат. Постапката за измена на режимот ја работиме со стручни луѓе од МВР, полициска станица Кочани и со надлежните за безбедност во сообраќајот. Најновата вест по ова прашање е што добивме согласност од СВР Кочани, односно СВР Штип, за измена на режимот на улиците Теодосије Паунов и Кејн на Револуцијата. Со тоа, на потекот од мостот кај шопинг центарот до кружниот тек, сообраќајот ќе се одвива двонасочно, а кружниот тек целосно ќе профункционира во вистинска смисла од утре 28.12. Од капиталните проекти што се во тек, продолживме со градбата на пречистената станица, како значаен капитален објект што го реализираме со донација од владата на Швајцарија, со која граѓаните ќе бидат во можност да добијат услуга за пречистување на отпадните води. На задоволство на сите вклучени страни, активностите напредуваат во планирана динамика, а тимот, составен од швајцарски и од локални експерти, работи на општото добро на луѓето од овој регион. Во однос на капиталните проекти сакам да истакнам дека се создадени сите предуслови за издавање на градежна дозвола и брзо отпочнување на градба на браната Речани, за што водиме разговори со владата на Република Македонија и од каде што очекуваме позитивен одговор. Во пресред на зимата посветивме внимание на значајни инфраструктурни проблеми со кои се соочуваат нашите граѓани. Како пример ќе ја посочиме улицата Кирил и Методиј во Кочани, за која применивме привремено решение за тампонирање, а до година најавуваме реализација на проект за асфалтирање. Со поддршка од Агенцијата за државни патишта на краткорочни неасфалтирани улици во Оризари поставивме гребан асфалт во должина од околу 1 километар. Градежната механизација работеше и на расчистувањето и редување на десниот кеј на Масалница, каде што исто така се изврши тампонирање. Бетониравме и неколку патики и фреквентни локации во Оризари, што значи значително го подобруваме состојбите во патната инфраструктура. Изминатиот период воспоставивме контакт со Фудбалската федерација на Македонија. На повидок се инвестиции во инфраструктурата и во одржувањето, што ќе го подигнат нивото на стадионот за одигрување на помали меѓународни надпревари. Меѓународната соработка е начин да ги користиме можностите на нашите збратимени и пријателски општини за пристап до европските фондови и соработка со меѓународни институции. На овој начин обезбедивме донација за проект за детска градинка и одговоривме на повикот од владата за поддршка во изградба на вакви установи во локалните средини. Ке настојуваме овој пример за донации да го практикуваме и понатаму, со што ќе придонесеме за кратење на трошоците и забрзување на процедурите. Од друга страна, наша цел е да ги поттикнеме економските оператори кои преку јавни набавки користат средства од буџетот на општината, да промовираат општествена одговорност. Немам навика да зборувам за резултати што не зависат целосно од нас, но се надевам на видливи резултати и на овој план. Во иднина, за поголемата ефикасност во работењето, нашата тенденција е да ги искористиме правото на делегирање одредени работи од јавен интерес и на други правни и физички лица. Важна ни е соработката со граѓанскиот сектор преку граѓанска иницијатива, начин на кој ќе биде истакнато правото на граѓаните да му предложат на Советот да донесе некоја одлука или акт за решавање на одредено прашање. Почитувани, неодамна го подпишав решението со кое Андреј Киров го именува завршител на должноста директор на јавното предпријатие Водовод. Киров ќе раководи со комуналното предпријатие до именување на директор по распишаниот конкурс најмногу 6 месеци. На распишаниот јавен конкурс за избор на директор на Водовод во ноември оваа година не беше избран директор затоа што кандидатите не ги исполнуваат условите. Всушност, кадровските прашања се прилично жешка тема.
околу која се поврзуваат различни квалификации за мене како актуелен градоначалник. Сметам дека треба да останеме доследни на законската регулатива, затоа што секоја инстант смена на раководни позиции во општината нема да помогне во решавањето на горливите проблеми на граѓаните што ги мачат и единицата на локална самоуправа. Моите ставови и принципи во работењето се познати. Предпочитам квалитет, професионалност, стручност и човечност. Доста су популизам, ситни задоволства и градење среќа на туѓа несреќа. Вистинските резултати и подобрувањето на квалитетот на живењето ќе дојдат со реализација на убави проекти од кои придобивки ќе имат што поголема целна група на граѓани во општината и пошироко. Во ова пригода сакам да истакнам и моментот на одговорноста што се бара да ја спроведам за некои лица за нивните пропусти во работењето. Нашето действување во таа насока е дека нема да толерираме неодговорност и работење против интересите на граѓаните. Ние како општина во континуитет преземаме мерки што се потребни секој да одговара за своите постапки. Едно е јасно, за да се реализира тоа потребни се и време и дејства на соодветни органи и институции. Верувам и ја сакам правдата. На нејзина страна сум. Во тоа не сакам никој ни да се сомнева. Нема да штитам никој што работел незаконски и против интересите на граѓаните. Ќе работам во насока на законот и правдата секогаш да биде во сила. Почитувани сограѓани, во 2017 година ќе биде запаметена по тоа што вие, граѓаните на Кочани, со резултатите од локалните избори покажавте огромна поддршка за развојот на демократските процеси. Сакам да потсетам дека од изборите излеговме со повисока култура и изградена свест. Наша цел е со заедничко настојување да и дадеме шанса на сите сериозни потези и на умни и вредни кадри кои со честно, одговорно, стручно и законско работење ќе предонесат да бидеме успешна општина. Настојувањата за подобрување на стандардот на живењето и надминување на политичките, етничките или други разлики е интересот на граѓани. Повисок квалитет на живење и поубава иднина на луѓето во нашите определби. Отворени сме за диалог, демократски потези, соработка, заради подобра иднина на нашата заедница. Почитувајќи ги принципите на отвореност, отчесност и самоодговорност, ќе настојуваме да градиме транспарентна, одговорна и ефикасна локална власт на која задоволните граѓани им се на прво место. Нека ни е срекна новата 2018 година. Со прогнозата за времето ги извршуваме и овие вести на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.